Почитувани наши слушатели, гледачи на програмата Во Фокус со Силвана Павловска, добар ден од мене, Силвана. Денес е понеделник, 6. јануари 2025 година. Посебно за вас денеска би сакале да ви го прочитаме Божикното послание на неговото високо преосвештенство господин Агатангел, митрополит Повардарски. Нам македонците ни предстои време на мудрост, за со правда и вистина да обстоиме во нашата љубена Македонија. По милоста Божја, митрополитот Повардарски, до свештенослужителите, монаштвото и верните чеда на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, Повардарска епархија, а по повод рожденството Христово Божик, испраќа мир и благослов од Бога. Возлюбени наши духовни чеда, денес небото и земјата станаа еднакви по чест. Небесниот сјај го прегрна духот човечки, божествената светлина го просветли созданието, човекот се обдари со вистинско богопознание, а нашиот разум и срце, целото наше битие се соедини со Бога. Словото полно со благодат и вистина стана тело и се всели во нас. Денес во скромната Витлеемска пештера ни се роди најубавиот меѓу синовите човечки. Бог е нашата сила и прибежиште. Севишниот го огради своето живеалиште и тоа нема да се разниша довека. Воскликнете сите народи, зашто голем цар се зацари над целата земја. Предвечниот се спушти во времето, невидливиот стана видлив за окото, неспознајниот се понуди на нашите сетила, недостижниот стана секому достапен, безпочетниот воспостави нов почеток, неограничениот ги разруши сите граници на гревот, највозвишениот заседна на тронот кој своето подножје го има во темелот на нашите души. Уште на самиот почеток, потикнат од злото, од кобната и подмолна гордост, нашиот прародител Адам доживеа страшен пад, што како наследство се пренесе на сето идно човештво. Меѓу Бога и човекот настана јаз и непромислива провалија. Предавството на прародителот падна како тешко бреме на плеките на потомците, на идните синови и ќерки човечки. За да се зацели овој грев, неопходен беше Господовиот лек. Спасението и помирувањето ни дојдоа по Божјо ветување. Ова го знаел и избраниот народ, па затоа желно ја очекувал чудесната појава на Месијата. Но кога се исполни времето, он дојде при своите и своите не го примија. Во светот беше, светот преку него стана, но светот не го позна. На оние пак што го примија, на сите што веруваа во неговото име, тој им даде можност да станат синокојави Божји. Од моментот на неговото раѓање, од моментот на соединувањето на неговото божество со материјата од него е создадена. Со првиот контакт на вечното и распадливото во утробата на Богородица, изобилно се излева благодатта која спојува, која го облагородува и охристовува секој оној што новородениот младенец ќе го вдоми во јаслите на своето срце. Драги браќа и сестри, Бог кој седи највисоко на небесата, кој почива на херумивите, денес се роди како обичен човек. Бог, чија раскош и слава ја засенува вселената, преку само една звезда го навести местото на своето раѓање. На Божик, Господарот на небото стана поданик на земјата. Оној што го вдахнува животот, влезе во неговата креација, за да ја победи смртта која ради непослушание се човекот беше вгнездила во природата.
Ono što samo so jedan zbor sozdal se preku svoje to ovo plotovanje, ja poništi slabosta na Adama, utvrden so njegovata raka, so Hrista, so čuvano njegovo to pravo dostoinstvo. Sekoj od nas preku novorodeni od Bogo čovek oblečen i nerazdelno sojedinec so Boga. Denes na Božik vona se iskopan izvor na život od koji se mije i zalekuva sekoja bolka i nedostatok. To a nego napravi nitu angel, nitu nekakov nadčovek, tuku sami od Gospod Isus Hristos, koji vo sebe jednakov so nas, osven vo grevot. On go izgradi novi od Jerusalim, od duhovni od kamen. Srede nego sodzida hram, kada je sobrana negovata sveta crkva. Toj je nezinio temel, nezina glava i poglavar. Ovde se rađa i razviva likot na božestveni od mladenec, vo sekoja čovečka dlabočina. Vo negovata crkva je ključot na sekoj uspeh, na sekoj napredok, na sekoja sila i neustrašivost. Vo crkovnata riznica sekumu mu je dostapna pravata sloboda. Ovde je rasposlan vistinski od mir, vo ovoj univerzitet je skladirano sve to znanje i sekoja mudrost. Ovde je predvkusot na večnosta, koja je nagrada za dobrodetelta. Ovde go čekame njegovo to vtoro doagenje, koje će bide radost za pravednicite, uteha za negovite verni i predani čeda. Dragi braća i sestri Makedonci, возлюбeni moji duhovni čeda, sekoje vreme so sebe si nosi svoji prednosti i opasnosti. Najbitno za čoveka te nikoga šta negi napušti univerzalnite moralni vrednosti koji se razbira ke trajat so svojata važnost do krajot na svetot i vekot. Da ne se lažeme sebe si, poinaku nikako ne može da bide. Pred nas kako čoveštvo stojat mnogo iskošenija, neizvesnosti i predizvici. Neprijatelite na seko je dobro potiknati od nečestiviot i negovite slugi, združno rabotat na poništuvanje na sve što je čovečko. Potonati vo samoizmama, koja je širat na okolu kako novo otkrijena vistina, ti je tvrdat deka čoveko treba da se napušti i uništi, deka treba od negovite dlabočini da se istera sekoja doblest, sekoj mir, sekoja duševna ubavina. Kako alternativna ti je nudat pekolnata osamenost, sebičnosta, nemoralot vo sekoj demonski vid i oblik. Ti rešile vo se da mu se protivat na Boga, da go klevetat i obvinuvat za sekoja nivna lična lošotija. Svoj odgrev si go predstavuvat kako golem podvig i dostignuvanje, pa zato mažot lesno go pretvorat vo žena, a ženata vo maž. Svojite crnila si gi smetat za nebesna belina, sramotim je pofalba, a tagata koja tišti i potresuva je nivna radost nezauzdana. Na mnozina odniv ova im je platena zanimacija, nivni životen poziv, nivna sekojdnevna preokupacija i karijera. Čovjek od sistematski se uništuva i odnatre i odnadvor. Odnatre preku nemoral i raspuštenost, a odnadvor preku rasipništvo, nezainteresiranost i bezčustvitelnost. Odvakvite demonski napadi ne ni se poštedeni ni tu decata. Se pretvorihme vo opštestvo kada stana normalno i voobičajeno pokraj dvorot na crkvata da imame kazino, preku pato do učilišteto obložuvalnica, a na sekoj vtor agol založna kuća su brzi krediti. Se stvara klima kada se je dozvoleno, bez razlika što isto to nikako ne nije polezno. Kako generacija ni prestoji teška borba za začuvuvanje na normalno to, za spasuvanje na sebe si, za ozdravuvanje od nametnatite i naplastenite duševni i duhovni bolesti. Hristos se rodi za da ja izdigne ličnosta na nebesnite visočini, za da ja zasedne od desnata strana na Božji od prestol i veličije. So takva čest i dostoinstvo ne opsipa se držitelot i sozdatelot. On preko voploteni od Hristos ni dade duh na posvojuvanje, ne napravi negovi naslednici i sopričasnici. Kako najgolema nagrada
ни го подари неговиот мир, кој утешува и облагородува. Нам, македонците, ни престои време кога треба да бидеме мудри, кога треба да стоиме и обстоиме во секоја правда и вистина, кога треба да бидеме еднодушни во побожноста, кога треба да го надминеме и победиме секој раздор што не дели, поделува и уназадува. На овој свет и благословен ден да се угледаме на новородениот Месија и да покажеме милост и љубов кон своите ближни, кон нашите сонародници, кон нашите соседи, кон секој човек кој е создаден по образ и подобие Божјо. Само на тој начин, издигнати во добродетелта и полиени со Божјата благодат, ќе имаме живот овде на земјата, а ќе станеме и чед на небесниот Отец. Воплотениот Христос нека се всели и вечно нека остане во нашите срца и души. Македонија е земја осенета од апостолите, облагородена од седмочислениците, бранета, ослободена и издигната од илинденците. На сите нив заеднички именител им била светлината Христова. И денес најсилно блесна од градот Витлеем. Го молиме Бога оваа божична радост што сега ја чувствуваме, никогаш да не напушти. Нека остане составен дел од нас самите, а вечно нека престојува и во нашата љубена татковина Македонија. Христос се роди, на вистина се роди, на Божик 2025 лето Господово. Тоа беше божичното послание на неговото високо преосвештенство, господин Агатангел, митрополит Повардарски. Му благодариме и на сите вас ви го честитаме денешниот празник Бадник, а и утрешниот празник рожденство на Исус Христос или